Уште 2 недели до почетокот на предизборната кампања. Југоистокот полека се подготвува за председателските избори, но и за локалните во општина Ново село. Граѓаните од 10 општини на овој регион велат дека очекувањата им се идниот председател да биде чесен и одговорен, но сметаат дека тоа сепак ќе зависи од изборот на мнозинството. Па треба либерален председател малку, мислам, заедно со премиерот да се соработуват и така. Како ги гласаме, така треба. Ако гласаме, извините, по-добро спрема народу. Веćiната што ќе реши. Ако имаме веćина и да неспособен, веćината ќе суди. За председателската трка има тројца кандидати. Сите професори, познати во академските кругови. Опозицијата, предводена од ВМРО ДПМН, настапува со професорката по уставно право Гордана Силјановска-Давкова. Владеачките СДСМ и ДУИ и нивната коалиција избраа како што велат консензуален кандидат. Станува збор за професорот по надворешна политика и национален координатор на НАТО Стево Пендаровски, кој беше председателски кандидат на СДСМ и на претходните председателски избори. Третиот кандидат за председател е професорот по меѓународно право Блерим Река, кандидат на БЕСА и Алијансата на албанците. Првиот круг на председателските избори е на 21 април. Во струмичката општина Ново село, тогаш ќе се бира и градоначалник. Во трка ќе бидат магистерот по право Николче Стоилков, кој е вработен во Царинската управа и актуелен председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, и Никола Андонов, кандидат на СДСМ, кој доаѓа од приватниот сектор, менаџер и собственик на приватна компанија. За Андонов ова е барање за втор градоначалнички мандат, по неговото раководење со оваа општина од 2005 до 2009 година. Изборите во Ново село се организираат по оставката на Боро Стојчев, кој лани во јули беше уапсен во обид на шверц на цигари во близина на македонско-бугарската граница.